Пандемијата ќе ги стопира за извесен период и економските движења и преносот на стоки и веројатно услуги, ако не се IT. Ќе има периоди на сериозни финансиски испумпувања, буџетски, банкарски и така натаму, но во секој случај секој со своето и секој со собствената одговорност. Во ова време на пари ќе разговараме како компаниите би можеле да се адаптираат, како да се сочува работниот потенцијал и бизнисот, а при тоа да не доминира профитот како категоријална вредност. Ми се чини дека првите реакции на дел од стопанствениците ми мириса на неокапитализам во еден прилично ригиден експлоататорски пристап, дотолку повеќе што сите се со закани ако работниците одат дома, дека прашање дали ќе им останат работните места, како што е сосема разбирливо дека дел од малите компании во Македонија било кој да биде потфатен од коронавирусот, му се заканува речиси едно стампедо на неизвестност за одржување на компаниите. Со кого можем да разговарам на оваа тема? Со Данела Арсовска, председателка на Сојузот на стопански комори на Македонија, околу која се вртат илјадници мали компании со исто така стотици илјади вработени. И веднаш да ве прашам дали ние се навикнавме со фаталистички изјави дека треба да се прави притисок врз власта во ова време. Морам да ви цитирам дека сум згрозен од една изјава на бизнесмен кој вели ќе умреме од ковид или од глад. И дека друг бизнесмен, додуше од поголемите компании, вели владата да ги плаќа на доместоците за овие што ќе одат на одмор или така наречено принуден отпуст, без при тоа да се има есенцијална општествена одговорност дека секој мора да понесе собствена одговорност и да бидам груп на почетокот. Профитот ли биде категоријална вредност во оваа битка со здравието во светот? Искрено да ви кажам, многу ми е мило што не сум ги слушнала овие изјави и не знам од кого доаѓаат за да можам да ги коментирам. Од Македонија? Не, предпоставив затоа што сте толку многу изиритиран дека доаѓаат од Македонија. Меѓутоа, навистина не сум ги слушнала, а би сакала да видам и чии се, за да ми биде појасно кој бил контекстот и зошто било кажано, а во секој случај треба да се апелира најпрвен на собствена одговорност, а понатаму одговорност на сите чинители во овој процес. Верувам дека треба не само компаниите, значи работниците и работодавачите, сите да покажат едно ниво на свесност и верувам дека оваа ситуација сега што не се случи практично ќе не биде еден тест за зрелост, колку ние всушност сме во ситуација да издржиме било каков потрес кој што ни е наметнат од ситуација која што не можеме да ја контролираме. Верувам дека треба да се изолираат ваквите изјави кои што ги има од обете страни, и од работодавачи, и од работници, кои што најверојатно не се учени до сега со ваква непредвидена ситуација и не знам од кој сектор доаѓаат, верувам дека е некој кој што е тешко потресен во собственото работење од ова што се случува во моментот, па затоа се такви изјавите. Меѓутоа најпрво она што ние го апелираме постојано, а вие веројатно ги видовте и моите изјави, она кое што излеговме да го кажеме од самиот старт, од кога се најавија и пред да имаме иницијални случаи во Македонија на заразени од вирусот, беше да не бидат индивидуалните случаи оние кои што ќе не бидат водилка, да не дозволиме да се створи масовна хистерија и секој да ја понесе личната одговорност, а на крај да имаме само една цел, а тоа е ниту една компанија во Македонија да не се затвори предизвикана од овие ситуации сега. 101 или 102 веќе ше бајрем се согласувам со вас, но ако не тргнеме од вакви поединични ситуации, тогаш ние ќе губиме големата слика. И сега веднаш ќе бидам директен. Првата варијанта е, еве, веќе и на мрежите, веќе не е ништо демантирано, дека Нехар Турс однел пол автобус патници кон Црна Гора, која засега не е во оваа фаза на опасна епидемија, иако се граничи со Италија, со Албанија и така натаму.
И притоа не можам да разберам дека тоа е важната компонента дека тие луѓе треба да заминат. Но не е само кај агенцијата проблемот. Агенцијата треба да ги предупреди дали воопшто ќе се вратат. Зашто може да се случи после 5 дена да бидат затворени границите. Како што ги враќаат србите значаен дел од оние што доаѓаат од Хрватска. Втората варијанта, зашто сакам да чујам најважната компонента. Пазите, јас имам разбирање за дел од лон компаниите и оние компании кои имаат бизниси со Запад. Но има наједноставно прашање. И да произведат. И да биде се во најдобра и мобилна ситуација. Како ќе ги транспортираат своите производи? Како ќе се случи во услови во која во една Италија е комплетно изолирана, една Германија и Франција влегуваат во зоната на комплетна блокада на своите системи. Како ќе се случи да ги транспортираат своите стоки на Запад? Што значи, мора да се има респект. Како да се направи тоа? Што вие предлагате? За првиот случај што го споминавте, тоа е оно кое што го кажав на почетокот. Треба да се има свесна. Свесна треба да биде колективна. Таа треба да биде не само за поединечна компанија. Јас повторно ви кажам, не знам затоа што не сум слушнала за случаја, вие очигледно сте ги провериле сите работи утрово пред да почнеме, меѓутоа свесноста треба да биде и индивидуална и колективна. Значи тоа треба да се однесува и не само на физичките лица и на секој еден граѓанин во Македонија. Тој е сигурно имале добра причина зашто во ова време би се одлучиле да патуваат, можеби се враќаат назад дома, можеби таму живеат, јас не можам да кажам. Меѓутоа, веројатно од истите причини оваа компанија тргнала да го прави тоа што клиентите го барале од неа. Меѓутоа, свесноста треба да е на прво место, затоа што откако ќе ескалира ситуацијата, враќање нема. Тоа ќе има импликации не само по здравјето на луѓето, туку ќе има импликации и по бизнисите и по економијата во целост, а ние сме една мала економија која што не сме да се дозволи да крахира во вакви ситуации. Во вториот дел кој што го кажавте, како овие компании, не се работи само за компаниите кои што работат лон. Се работи и за сите компании кои што се во секторот туризам, на кои што двете раце, двете нозе одеднаш им се пресечени затоа што им е откажано се она што го имале како аранжмани. Това е веќе виша сила пандемија е прогласена од вчера од Светската здравствена организација. И им се откажани сите аранжмани, сите објекти се полупразни, имаме ситуација на подигање на свесност и на забрана од страна на владата за работење по 18 часот, што е нешто кое што е еден вид на превентива, која што се најавува, меѓутоа мора да бидеме свесни дека сето ова ќе има економски импликации по компаниите во Македонија и не сме да се дозволи било кој да пропадне затоа што обврските на крајот од месецот тие имале клиенти, имале купувачи и потрошувачи, им стојат. Значи стојат кириите, се уште ќе имаат обврски по основ на кредитите, се уште ќе имаат обврски по основ на струја и режиски трошоци да платат. Значи во овој дел кога гледаме она кое што го кажавме вчера, имаше иницијален состанок со сите стопански комори во владата, да се изнајдат механизми, а механизмите веќе ги има, не треба ние ништо да измислуваме, нити да бараме повеќе, нити помалку од она што се покажува веќе како добра пракса во државите од регионот. Данела Арсуска, председател на Сојузот на стопански комори, кој вообичаено ги нарекуваме представници на малите компании во Македонија, што се значаен дел од движењето и создавањето на бруто општествениот производ во Македонија. Ајде да се вратиме на тоа, ќе се појави одреден ривалитет, реално гледано. Владата има пари или нема пари и какво би можело да се направи во ова кризно време, во ова изборно време да се регулираат некои односи за финансиска интервенција. Од друга страна, повторно играм на картата на општествената одговорност. Погледнете банките кои се супер профитабилни. Не покажуваат некаква иницијативност преку нивното здружение, да кажат чекате, ќе ги стопираме сите камати, сите нелогични, сите стопирање на кредитите, задолжување, се додека трае ова така речена вонредна состојба. Тоа е пандемијата е во принцип вонредна состојба во која се бараат и вонредни мерки и во кој секој мора да има свој дел од одговорност.
Знаете како, јас верувам дека кај нив веќе и се дискутира оваа тема, затоа што истото се дискутира и во регионот и веќе се донесени иницијално одлуки како да се постапува. Меѓутоа, голем дел од одговорноста од аспект на тоа, затоа што тоа е регулирана професија, тоа е нешто кое што подлежи под регулаторно тело и нормално Народната банка ги контролира тековите и тие не се оние кои што можат слободно да одлучат на собствено располагање дека денеска тоа и тоа нема да важи или тоа и тоа одложено. Верувам дека постои расположение кај нив, како што постои кај секој еден собственик на било која компанија во Македонија да најде начин како да изменаџира оваа ситуација и да се излезе во пресед и да се биде општествено одговорен, практично корпоративно општествено одговорен во оваа ситуација. Меѓутоа, тоа е работа која што треба да се направи на иста маса со институциите на власта, односно во една посебна кризна работна група која што би имало владата со Народната банка и со банките, за да може да се донесе одлука која што ќе биде одржлива и која што најпрвен ќе им биде па и дозволена, затоа што тие не се некои кои што можат слободно по сопствено убедување да донесат таква одлука. Народната банка ја моделира кредитно-монетарната политика и веројатно со инструментите на намалување на каматната политика и така натаму, како што тоа го прави Велика Британија до нула и така натаму, тоа може да го преземе. Но банките се оние кои водат сметка за своите клиенти, од кои исто така наспроти акционерите зависат како и малите компании и сите бизнисмени. Сосема е сигурно дека притисокот треба да го правите, меѓу другото, мислам дека треба да го правите во изногиње на решение како банките да излезат во пресред на можните задолжување и на кофинансирање на производството во воредни околности. Верувам дека од она кое што можете да го видите од моја страна ние ги превземавме на примерите и она кое што беше донесено како интервентни мерки најпрвен од Словенија, а таму имаше еден сегмент каде што се упатуваше една препорака на банките, а сега веќе во одлука со владата и се излезе со конкретна мерка да се одложи наплатата на побарувањата за 3 месеци иницијално за да се види како ќе се движат работите. Меѓутоа тоа не се однесува само на банките, туку и самото Министерство за финансии таму, како што е и не само низ Италија, туку и низ земјите нагоре низ Западна Европа, се донесоа и одлуки за одложување на побарувањата по основ на даночните обврски. Дали тоа би ве задоволило? Еве вие сте рекле на кризниот штаб, кај што биле бизнисмени, владата и дел од предприемачите, буџетот со одвојување на средства од буџетот, привремено ослободување или одложување на плаќањата на даночните обврски или поволни кредитни линии и можности за репрограмирање на обврските. Да. Дали е тоа мерка која може колку толку да ублажи евентуален ефект, затоа што епидемијата на коронавирусот се уште не експлодирала во Македонија. Апсолутно, ама затоа треба да се превенира да се случат поголеми поместувања. Ние знаете како секогаш го наоѓаме решението на проблемот кога ќе го имаме проблемот. Веројатно сега во овој случај треба да направиме да олесниме состојбата, да не доведеме ниту една компанија при тоа во Македонија да пропадне од овие поместувања кои што ќе ги има на пазарот и во секој случај најпрво и основно да се спречи ширењето и да се спречи да има штети и последици по здравјето на луѓето. Ова е изборен период и главниот аргумент на владата ќе биде не можеме да даваме пари, нели, не можеме да носиме вакви финансиски одлуки поради изборниот период. Што се ворените мерки на кои им кажавте на владата и кои би можела економскиот тим на Спасовски, Шекеринска и Царовска да ги прифати? Баш за тоа што е изборен период, мислам дека оние личности кои што ќе превземат одговорност, да превземат мерки кои што ќе спречат ескалација на ситуацијата, кои што ќе спречат да има поголеми штети по здравјето на луѓето и кои што ќе спречат да има економски пат кој што нема да може да се надомести на долг рок, дека тие носители кои што тоа ќе успеат да го постигнат, дека навистина би требало да постигнат и добри поени во она кое што следи. Покажувањето на лична одговорност, политичка понесување во овој период, мислам дека може да има и добри ефекти, меѓутоа првенствено да се покаже дека некој се грижи и за луѓето, и за економијата, и за стопанството, и за сите оние кои што треба да останат тука и утре.
Кај се лоцирани малите фирми во преработувачките капацитети во Македонија, освен се разбира и услугите, освен туристичките агенции, загрозена чеварската индустрија со малите компании. Кои други, според ваши први проценти? Знаете како, најпрвен сите оние се ефектуирани кои што имаат контакт со странства. Тука убаво споменавте, покрај туризмот, ефектуирани се и сите оние мали погони индустријски капацитети. Исто така и во, еве да кажеме, во образовната дејност, школите, секаде онаму каде што гравитираат поголеми групи на возрастни на деца. Има навистина дејности кои што се ефектуирани, а кои што не се принудени да затворат од каприц, туку од причина што навистина таму би била критична точка од каде што би се почнало да се шири оваа епидемија, еве да кажеме, најзабрзано. Затоа и тие се оние кои што најмногу ризикуваат во периодот и најмногу ќе го издржате во овие први удари, тие ќе бидат на овие на првата линија на ударот на ова што се случува во моментов. Во сферата на IT индустријата е податлива во времето на дигитализација и пред овие услови знам мали компании, стартап компании кои работат од дома, 2 до 3 дена, 4 дена и така натаму. Веројатно во значаен дел од компаниите се бара работа од дома, доколку е тоа така. Што правиме со сменските работења во услови, со условите во кои се вели на 2 метра треба да биете оддалечени, а фабричките погони се практично еден до друг? Како тоа, што треба да се помогне, што треба да се финансира за да може тоа да се направи во редуцирана форма? Најпрвен треба да се превземат мерки за да се заштити здравјето на луѓето. Тоа знаете, министерот го апелира на нас за тебе веќе 2 недели. Треба да се овозможи непрестано да има дотурна роба која што е клучна во овакви моменти, значи како што се маските, како што се средствата за дезинфекција, како што е сето она кој што им е неопходно на луѓето кои што не можат во процесот да престанат да работат од денес. Не е важно дали се тоа сменски работнини или секој оној кој што има притисок на сопственото работно место да не може да ја остави работата од аспект на тоа дека доколку не се испорача оно што е неопходно денеска во текот на тие 8 работни часа, да има ризик да се изгуби работата, пласманот, а особено се тука на удари. Јас го кажав веќе еднаш тоа, оние компании кои што се извозно ориентирани, кои што не се работи за нивна лична желба, туку едноставно многу труд е вложено да се обезбеди тој пласман надвор кој што сега се обидуваат да го задржат. Има ли навестувања од вашите членки дека одредени бизниси ќе бидат можеби со први знаци дека ќе бидат стопирани или дека ќе бидат редуцирани, бидејќи реално гледано добрите економски аналитичари велат дека коронавирусот очигледно ќе не трансформира во еден поблага форма на економска рецесија, можеби не 2008, но која ќе има некакви позитивни исходи затоа што ќе влеземе во една нова сфера на технолошка револуција. Но имате ли навестувања од вашите членки дека партнерите од странство им велат бидете внимателни или бидете исполнителни, иако се тешки времиња? Дефинитивно ова кое што го кажавте пред малку, сите оние кои што се адаптирани на новите текови, односно кои што имаат комплетна дигитализација, полесно ќе ја пребродат оваа ситуација, затоа што секој оној кој што може да си дозволи или на кој што му е процесот повеќе автоматизиран, да кажеме, од тој аспект, или повеќе компјутеризирани, кој што може да си дозволи да работи од дома, помалку ќе биде ефектуиран од моменталната ситуација. А што се однесува до компаниите и она кој што се поклопува вашето прашање со она што пред малку го кажав. Да, има известни укажувања од страна на партнерите на компаниите, за кои што ева јас можам да говорам кои што се обратиле до овој момент, дека очекуваат она кој што го имаат тие како обврска по договорите за достава на она што е нивен производ, да нема застој. И веруваме дека тука е практично стравувањето на компаниите дека ќе го изгубат тој пласман доколку не успеат да овозможат овој процес да тече непречено.
Затоа е неопходно, веруваме, да им се помогне на луѓето и најпрвен да се најде начин како самите вработени во тие процеси да се заштитат, а и како да се најде начин како овој процес да не се одложи и да не се изгубат овие пласмани, затоа што тие вистина ќе имаат ефект и на целокупната економија доколку се изгуби договор кој што македонските компании го имаат за надвор, односно со кој што тие извезуваат. Тоа е практично она што проценти колку би можело да се намали бројот на вработените во вашите компании во апроксимативна смисла? Во овој момент, она кое што го имаме како информација, дека се ефектуирани со мерките првично околу 1000 компании. Тоа е она кое што го имаме ние од кај нас, од компании кои што успеале да ни дадат информација, односно фидбек дека имаат навистина ефекти и сите оние кои што гравитираат околу нив од аспект на тоа дека дејноста е блиско поврзана или иста како сите оние кои што дале реакција. Така да првично од оваа бројка е на активни од 76-7000 субјекти на пазарот, од кои околу 56.000 се активни субјекти и се исклучиво во сферата на приватни компании. Од прилика околу 1000 компании се оние од кои што имаме реакција дека ќе бидат ефектуирани од ова што се случува, меѓутоа навистина длабоко од ова што се случува. Кога велите ефектуирани, дека ќе има последици, така? Да, така. да. Добро, Даниела Арцовска, председател на Сојузот на стопански комори, ви благодарам што одвоивте време. Ќе има уште време да разговараме, зашто престојат веројатно после или пред изборите и буџетски кастрења и нова проценка на макроекономските движења и финансиските движења, и за тоа веројатно ќе треба да се чуе гласот на предприемачите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.